Власта и опозицијата продолжија со препукувањата за тоа кој повеќе се грижи за работниците, за нивниот стандард и достоинство, но и кој ги организира протестите. ССМ ги документира сите закани и притисоци врз членството за да не се појават на протест, а владата повтори: минималецот ќе се зголеми согласно законското решение. Има договор меѓу синдикатите, Министерството и владата. И нашиот став е ставот на формулата која е во сила. Имаме економски совет каде што треба да се дискутира за минималната плата. Се поизвестно е дека минималната мартовска плата ќе се зголеми за околу 1600 денари, но затоа платите на избраните и именувани функционери ќе се зголемат и до 10 пати повеќе од тој износ, откако владата и пратениците ја премолчија можноста за корекција на коефициентите. Последните податоци беа дека помеѓу 9,5 и 10% расте просечната плата во 2025 во однос на 2024. Тоа значи дека платата на секој изборен и именуван му се зголемува за 10%, ама стартот е многу добар. Не е како на работниците за 24.000 денари и да им се зголеми 7%. Туку им се зголемува 10% на стопа нагоре 1000 до 180.000. Тоа значи 200 до 300 евра во џебот на секој изборен и именуван. Председателот на ССМ најави дека утре ќе ги објават сите пораки, преписки и закани од директори и представници на владата испратени до работниците со цел тие да не излезат на протест. ВМРО ДПМН денес соопшти дека владата понудила 600 евра минималец, ама во 2028 година, и дека тоа го одбиле синдикалните лидери и го обвини ССМ дека е продолжена рака на опозицијата. Работниците останале без 600 евра минимална плата во 2028 година, поради ССМ, Слободан Трендафилов и Трпе Дејановски. Политичката заробеност на ССМ од страна на СДС се покажува на дело. СДСМ денес најави дека ќе достави законски измени во собранието за зголемување на минималецот на 600 евра и дадоа поддршка на барањата на Сојузот на синдикати. Ние подготвивме нови законски решенија кои што ќе ги поднесеме во собранието. Прво предлог на закон за измени на законот за минимална плата, при што предлагаме зголемување на минималната плата во вредност од 600 евра во нето износ, како и замрзнување на платите на функционерите. ССМ и работниците на вчерашниот протест испратија јасна порака: 600 евра минималец и зголемување на сите плати за 6000 денари или нови протести, блокади и генерален штрајк.